Американскиот председател Доналд Трамп за време на неговата прва азиска турнеја ќе порача дека истекува времето за ставање крај на нуклеарната криза со Северна Кореја и оти Соединетите држави се подготвени да се бранат. Трамп денеска преку Хавај ја почнува 10-дневната азиска турнеја при што ќе ги посети Јапонија, Јужна Кореја, Кина, Виетнам и Филипините. За време на 10-дневната инаку најдолга азиска турнеја на еден американски председател во изминативе 25 години, Трамп ќе повика на дополнително изолирање на Северна Кореја, чија нуклеарна програма представува закана за целиот свет, изјави неговиот советник за национална безбедност Херберт Реймонд Макмастер. The president recognizes that we're running out of time and will ask all nations to do more. Затоа можеби најкритична ќе биде посетата на Трамп на Кина, каде што ќе побара од кинескиот председател Си Џинпинг да стори повеќе за да ја заузда Северна Кореја. Американски официјални представници сметаат дека Кина гледа на Северна Кореја како на стратешко средство и оти не сака да ги прекине односите со Пјонкјанг поради страв оти тоа би можело да предизвика голем бегалски бран. Макмастер додаде дека Трамп, кој одобри повеќе санкции против Северна Кореја, е на почетокот на неговиот обид да го натера Пјонкјанг да се откаже од нуклеарното оружје. Трамп веќе предупреди дека целосно ќе ја уништи Северна Кореја доколку им се заканува на Соединетите држави. I think we have to be a little patient here for at least a few months to see, what more we and others can do, including China. Рече Макмастер, оценувајќи дека нема потреба од преиспитување на стратегијата спрема Северна Кореја. Се очекува Трамп во Пекинг да го притисне кинескиот председател да го намали извозот на нафта во Северна Кореја, увозот на јаглен од Пјонкјанг и да ги ограничи финансиските трансакции. Трамп најави дека за време на престојот во Јапонија ќе одигра партија голф со премиерот Шинзо Абе, но одби да каже дали ќе ја посети демилитаризираната зона меѓу двете Кореи, наведувајќи дека ќе следело изненадување. Од посетата на поранешниот председател Роналд Реган на Панмунџом во 1983 година, Џорџ Буш постариот беше единствениот председател кој не ја посети оваа најсилно чувана граница во светот.